Why so? Решение на ВМРО ДПМНЕ со излегувањето на веста дека патот на Албанија до ЕУ ќе биде одвоен од нашиот пат. Уште еднаш, нашите драги европски пријатели ни се покака на чело. Ете што да се каже, дека се работи за синхронизирана акција и почеток на кампањата на рушење на ВМРО ДПМНЕ од страна на меѓународната, е и фактот дека вчера во исто време по објавувањето на оваа среќна вест за петата колона и домашните предавници, во исто време синхронизирано се појавија на една телевизија големиот Венко Филипче, се појави со изјава и оној славниот Обиджуко. Шо е муабетов? Овој вика едниот овој ковид експертов, што не затвараше у карантин, што ве ишчиба со вакцини, што никој не знаеше што се тоа, дали се уопште вакцини, што направа милиони со некои партнерчиња. У негово време што гореше модуларната болница у Тетово заедно со 15 на луѓе внатре, живи што изгореа за 3 минути. И замислете, он се најде повикан да кажува дека овие не се више опозиција ВМРО ДПМНЕ, дека граѓаните нешто друго барале, дека барале граѓаните демек со изборите подобрување на преговарачката позиција на Македонија со ЕУ. Жити мајка! Абе, кај гледаш бе, докторе, кога лажеш, да те прашам вака, кој и се покака и на преговарачката позиција на Македонија која дое на власт? Твојот ментор што те стави да бидеш сега председател на ВМРО ДПМНЕ? Тој ли ја покака преговарачката позиција? Ти најде да зборуваш за преговарачката позиција на Македонија и за интересите на македонските граѓани и на не знам што вама? Ти оној Обиджуко кој што не гукнавте кога менувавте име, кога подоцна подпишувавте договори со Бугарија, бугарите кои ни се мочаа на глава исто кои ни се какаа, кога бара ова, бара она, бара ова, подбитно да подпишете бугаризација. Па тогаш среќа јавноста се побуни и вие видовте во каков интензитет се побуни јавноста на тие ваши предавнички политики, па малце го намаливте темпото, ја тргнавте ногата од гасот. Рековте, чекај, вака као што сме тргнале, ти ни се ебе мамата, ќе изгубиме на следните избори, што реално и ви се деси, но требаше да бидете свесни за тоа кога го правевте националното велепредавство, нели, кон македонците и кон Македонија. Втора работа, со оглед дека почна кампањата за рушење на ВМРО ДПМНЕ од страна на меѓународната заедница, со сесрдна помош на петата колона, сега мислам дека ВМРО ДПМНЕ конечно ќе ме сватите, а и премиерот, кога ви реков, кога ви зборував од старт, да бидете брутални кон непријателите на Македонија, особено кон ние внатрешните, за да не ви се покакаат на глава. Еве го моментот на првиот знак од горе, дека вие, како ВМРО ДПМНЕ, како нова власт, не им се допаѓате, не сте им по кејф на меѓународната, хиените се разбудија. И хиените сега ќе гледаат да се соберат у чопор и како да ве закол да ве искасаат, нели, така да се употребам по еуфемистички, еуфемизам че да употребам, да ве искасаат, убаво, и токму затоа ви зборев ја со таквите, не случајно на времето. 45-та. Не случајно таа македонска власт у тоа време, асномците, не случајно
брутално се пресметувале со петоколонашите и со внатрешните непријатели. За да не се доведат у ситуација, многу брзо тие да ја кренат главата и пак да им јебат мамата. Затоа го зборев ова. Сега треба ова да ви биде, вас као ВМРО ДПМНЕ, да ви биде за памет у глава, пошто овие што јадат говна сега, од внатре против вас, и како не знам Обиджуко вика цунами сте биле за Македонија, санки тие беа СДС развигорчето за Македонија, и вие сте сега цунами, гледате како се осоколија, се осилија одма, у прва прилика, не чекаат, колку помина од нивното паѓање од власт, ни 100 дена, колку има? Значи, прва прилика, кога добија знакче од горе, ветре во грб, ја би рекол цунами во грб добија, они одмаз ги си, апетитите им порасна. Чекај, можеме ние ВМРО шо му знаеш, можеме и многу брзо да го симнеме од власт, со ваква помош. Сваќате ли зашто требаше да бидете брутални? А тие, сега што јадат говна против вас, имаат и како путер на глава. Можете да ги гоните за многу работи, или да ги викнете да ги прашате луѓето едниов што се дешаваше за време на ковидов, зошто ова, зошто она, зошто се гледаше со овие луѓе, какви муабети имавте, дали имавте нати го, дај ми го, што се случи со она твоено партнерче која правевте модуларната болница у Тетово, што изгоре, како дојде. Значи имате прашања, овој другиот Обиджуко исто можете да го прашате. Зошто бе, како се случи тоа, пасоши да им се даваат овие на платени убици, на криминалци, на луѓе што се бараат преку Интерпол, како тоа добиле македонски пасоши, како поминувале од тука, кој ги земал, дали престојували од државата у време кога се криеле од Интерпол, дали државата знаела дека се кријат тука, а си ќутала, нели, од одредени интереси у тоа време таа држава на овие социјалдемократскиот сојуз кога беа на власт со Дуј. Како што гледате, имате се уште шанси на тој, така да се изразам поетски, на тој левијатан предавнички да му ја скинете главата. Затоа што постојано ќе ви се моче у супата, особено ако имате, ако ви се проработени вашите патриотски чувства да го заштитите својот народ, она што ние го баравме за време на изборите. Токму од петата колона и внатрешните предавници. Македонија да ги заштитите националните интереси и да ја поправите штетата што ни ја донесува као квиснишка власт. Тоа беа нашите барања. И која сме више кај поставувањето кон одредени предавнички структури, кои што до вчера и беа у СДС, сега су една друга партија и така натаму. И тука треба да си поведете рачун. На кого му давате добар фор, добар пас, топка да дае гол, да му направат пенал, па да шутира пенал. Од и таа партија има луѓе кои што до вчера, а не кажа, која СДС беа правеа национални предавства и други глупости, а беа дел од таа партија и после само нели прелета у друга партија и сега пак дојде у позиција и вие да им давате нели позиции, нели вакви, нели као коалициони партнери и така натаму и така натаму. И тука треба да видите со кој све имате работа. Како што треба да проверите и одредени ваши кадри. Уврска со многу работи. Што да ви кажам? Пред 2 дена во видео обраќање вакво кажав дека најверојатно или вчера може да беше тоа, не памтам, почував секој ден. Ова е нешто вака ќе кажам или малте не секој ден. Ви кажав дека вчера или завчера беше у видеоклипот дека Албанија пред нас ќе влезе во ЕУ. А еве не сум имал информација, вчера ја добив како и сите, информацијата ја ден претходно или сабајлето пред да добивам или како беше тоа, баш тоа го кажам.
Како мислите дека ни се тие пријатели? Еве, уште еднаш ќе ве прашам. Зашто по секоја цена да им клечиме на тие говеда, кои што не понижуваат на секој чекор, кои што бара од нас да се понижиме, затоа што ни ветува, нели, стапот и морковот при казната, ние се понижувавме, нашите политички гарнитури со години, и на крај добивме стап од овца. Просто кажа. И сега, еве Албанија го одвоија патот. Најверојатно ќе си почне преговори за некое време, ќе си влезе пред нас, ева. Украина ќе влезе пред нас. Замислете. Една земја која што кој знае што ќе остане од Украина за година-две, кога ќе заврши тамо војната, и таква изрушена, осакатена и така натаму, ќе влезе пред нас војна. А ние, понижени 30 и кусур години од земја која што исполнувавме најмногу услови, први да влеземе во ЕУ, ако се сеќавате во раните 90. Дојдовме до ситуација да бараат да се откажеме од самите себе, за господата да започнат преговори со нас за влез во ЕУ, кои што преговори може да траат и 30 години. Па мој, па преку мој, како да ви кажам. И уште да плачам за нив, и оној Филипче ќе каже, јасно е, по анкетите на граѓаните, дека граѓаните, мислењето за граѓаните за евроинтеграции се многу позитивни. Ти си ме прашал, бе, ја дали сакам да влезам во ЕУ? Штола прдаш, бе? Као лекар, ја тебе не те оспорувам, да се разбереме. Ама ова што сега го правиш, знаеме зашо го правиш, зашо си председател на таа партија. Тоа многу добро го знаеме. И зашто те намести тој што те намести, и зашто ти прифати да бидеш тоа. Само се чудам зашто овие сега што се на власт не тргнат по вас. Оти сами себе ќе си наштетат ако не тргнат. ВМРО ДПМН сами себе ќе си наштетите ако не тргнете по нив. Ама 33 години се гледате на исти места, у исти институции, по парламенти, по разни комисии, совети, едни на власт, други на власт, па овие ќе паднат, другите. Не го разбирам тоа, се развива еден вид на, како да ви кажам, стокхолмски синдром. Кога едниот доаѓа на власт, малце потешко му иде да му се свети на другиот за некој работи, иако овој првиот, СДС многу погодно им се светел на ВМРО-вци. Го видовме тоа и 2017, кога доаѓа на власт, што се деси со одредени ВМРО-вци кои што до ден денеска на Бога правда што викаат уште лежат во затвор. Затоа логиката е улична на водењето држава. Ако сакаш вистина да направи стабилна држава и да го заштитиш својот народ, логиката е многу улична. Удри да не бидеш удрен. Да не употребам некој попежоративен збор, нели? Но ајде ќе го употребам. Ебни за да не бидеш ебнат. Тоа може да ви се деси. А тие како имаат материјал да бидат ебнати? Оти тие нема да се смират. Види сега нов удар. Толку од мртовци ќе направите да оживеат. Па уште може за некоја година, за година-две уште да почнат пак да се прикажуваат како фактор на новост, како фактор на стабилност на Македонија. Гледате, одма почнаа со старите реторики. Вие ВМРО сте оделе на дестабилизација на Македонија. Старите реторики од времето на Груја. Исто све, нема разлика, формулата е таа. Е еднакво на М по С на квадрат. Толку екзактна формула за уривање на една власт со помош на пета колона и домашни предавници. Така што ова ви го верглам цело време
Кај вас, ја познам, има многу паметни луѓе, многу добро ме разбираат што зборам. Само треба да се одважите. Да речете заеби ова. Од ова леп неаме. Од ова и наратив Европска унија курс се тресе у ладна вода, леп неаме од тоа. Него пробајте да направите само одржлив систем. Држава, да видат ти од горе дека со вас нема шала. Тоа е основната работа ако сакате да почнат да ве ценат и да ве гледаат како партнери без разлика колку сме мали. Да видат дека и покрај сите работи со вас нема шала. Не може било кој да се заебава со вас кога сака. Основната работа, улична логика, покажуваш дрскост, како викаш онаа будала, оној од долни Горњи Милановац, што продал тамо Бостон и ова. Не ми текнуе се на зборот. Но дрскост тебе, да кажа. Мора да покажеш дрскост, мора да покажеш волја, желба дека сакаш да ја одбраниш државата и својот народ. Желба да ги средиш работите во корист на својот народ, не на негова штета. Слушате и сами реакции на јавноста за овој законот за извршители што го вративте, како беше го овој па сега го вративте, ги вративте па назад. Значи ја слушате јавноста, жестоко реагираат луѓе. Мора тука да направите, да воведете регулативи одредени, да не можат тие извршители, ја познам извршители за 10 години станаа милионери. До вчера возел половно ауто од 2000 евра, некоја Opel Astra од 90 и некоја година, после 5 години го гледаш, паркира кола од 150.000 евра. Како бе? Како? Јас работам од официјално 98 година сум работен, а претходно уште на факултет бев кога почнав да заработувам од представи пари. И да не кажам, измеѓу од 98 баш кај што сум работел у театар, баш кај што сум работел приватни проекти, стендап и книги сум пишувал и така натам и така натам. Како да ви кажам, живеам у станче наследено од едната баба. Кола немам 2 години, сега се надевам дека ќе купам некоја половна епика. Како бе за 5 години милионери стана, ај да не зборам за некои други. У политика бутнати, што знаеме од минатото, станал министер, го гледаш после 4 години, купил вила у Марбелја, 5 стана у Скопје, има 3 милиони евра уште на конто или 5 милиони евра на конто. Како бе? Мора да си го заштитите својот народ, мора да застанете во заштита на оние кои што највеќе може да бидат загрозени. И како македонци, и нормално ова што на луѓето им исто така многу важно економски. Да не ги досиромашувате. Не може едноставно, ако збориме за една, како да ви кажам, да, секаде е голем јазот меѓу сиромашните и богатите веќе у светот. Но јоле да има некоја, како да ви кажам, некоја регулација. Не може еден да има се и да му се може се, друг да нема ништо и да не може ништо да направи со својот живот. Да не му се даде шанса да направи. Тоа е. А за ова пак ќе ви кажам, размислете уште еднаш. Уште еднаш размислете. Со стаорци, со гамат, со влекачи, токму поради нивната подмолност, ако ти е битно да преживееш и ако ти е битно нешто да направиш со државата, а си на власт, нема со таквите милост. Ако има путер на глава, ќе го гониш. Нема простојање. Во спротивно, тој тебе ќе те начека. И ќе го добиеш тоа што си го заслужил, затоа што не си реагирал природно.
да го гониш злото, да го гониш предаторот, да го гониш предавникот. Толку од мене.